Кога се одбрани силен состав, нема да се одбрани шампионската титула, сами по себе се отвораат болни рани во ЖФК Кочани. Драгон оваа година два пати го нокаутираше се уште актуелниот шампион, оставајќи го на неатрактивната втора позиција на табелата. Но битката помеѓу двата лути ривала продолжува. Утре се игра финалето на Купот на Македонија во фудбал за жени, а во него едни против други ќе застанат фудбалерките на Кочани и Драгон. Надпреварот се игра на терените на ФФМ во Скопје, а почетокот е закажан за 15 часот. Драгон сигурно ќе сака да му нанесе уште еден пораз на Кочани. Прво за да покаже кој е кој во женскиот фудбал во Македонија, а второ фудбалерките кои потекнуваат од овие простори, а сега се столбови во екипата на скопјанки, да докажат дека управата сгрешила што дозволила да се преселат во новоформираниот клуб. ЖФК Кочани сигурно ќе биде ослабен за финалето. Веројатно најголем хендикеп ќе биде неиграњето на Афродита Салихи, која поради финансиски недоразбирање го напушти клубот. Освен тоа, мотивот на фудбалерките кои лани ги освоија и правенството и купот ќе биде помал од оној на драгонки, кои сигурно оваа година ќе настојуваат да ги спојат двете титули. Па сепак и покрај ваквите состојби од ЖФК Кочани порачуваат дека не одат со бело знаме во Скопје, туку да се надигруваат и да стигнат до победа која ќе ги залечи раните од правенството. Дека не мора се да изгледа црно зборува фактот дека Анета Ѓоргиева без Салихи ќе има повеќе простор за игра и докажување. Тука се и другите фудбалерки кои имаат квалитет да се надигруваат со скопјанки.